Јавната општинска установа Библиотека Искра денеска со активности го одбележа Светскиот ден на поезијата, кој оваа година го посветија на делото на Коста Солев Рацин по повод 115 години од раѓањето и 80 години од неговата смрт. На настанот присуствува ученици од основните и средните училишта, кои се представија со своји творби и ликовни уметнички дела. Денеска во просториите на јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани ќе го одбележиме 21 март Светскиот ден на поезијата, кој што е прогласен од страна на УНЕСКО во 1999 година на Генералната собрание во Париз. Библиотека Искра од Кочани традиционално неколку години поред го одбележува денот на поезијата со најразлични содржини. За оваа година се одлучивме да го посветиме на ликот и делото на Кочо Рацин со акцент на неговата стихозбирка Бели мугри, бидејќи да кажем основоположник на современата македонска литература и поезија. Учесници, гости, соработници во денешниот настан се стручни лица вработени во локалната библиотека Гоце Делчев од Велес, потоа во локалната установа Народен музеј од Велес, исто така учесници, соработници се сите основни училишта од општина Кочани, од Зрновци и двете средни општински училишта од општина Кочани, кои што учествува на претходната работилница која што беше посветена, односно беше наречена Инспирација Бели мугри. Им беа доделени на секој училиште посебна песна од стихозбирката. Учениците на литературно-ликовната работилница ги слушаа песните и твореа по истите. Настанот се организира во соработка со локалната установа Библиотека Гоце Делчев од Велес и локалната установа Народен музеј од Велес, кои исто така се вклучија во одбележувањето на Светскиот ден на поезијата, уметност на стихот, спонтано прелевање на мокни чувства. Имаме чест по иницијатива на директорката и на институцијата Искра, Библиотека Искра, еден прекрасен проект на чествување на нашиот најголем поет и икона на поезијата, затоа што и денеска и 21 март кој е ден на поезијата, ден на пролетта, една прекрасна иницијатива, заедничка соработка на Библиотека Искра, Библиотека Гоце Делчев од Велес и Народниот музеј на Велес. Ние се представуваме тука со паноа кои што се го објаснуваат животот и делото на Коста Солев Рацин преку разни манифестации, негови чествувања, поезијата башка, така еден комплексна анализа и презентација. Огромна често го насочуваме кон името и делото на нашиот сограѓанин и роднокрајен автор Кочо Рацин, Коста Солев Рацин. Библиотеката на овој настан ќе настапи со презентација на наши книги, изложба на наши книги, кои што се дел од библиотеката, кои што е наменети од Рацин и за Рацин. Значи, тука се донесени само дел од нашите книги, кои што повеќе автори ги имаат преведено, напишано или составено, така да вашите сограѓани на Кочани ќе имаат можност, ќе постои оваа изложба, да ја разгледаат, исто изложбата и на библиотеката, исто изложбата и на Народниот музеј. Друга активност со која што ќе се представи библиотеката, изработивме видео за животот и делото на нашиот Коста Солев Рацин. Мислам дека сите ќе уживате во таа презентација. Се надевам дека овие соработки навистина ќе продолжат и во иднина, не само со оваа библиотека, и со сите библиотеки и културни установи низ целата наша држава, бидејќи секако и тоа како влијаат врз целокупната јавност, да се подигне нивото на култура, а и секако да се запознаат сите сограѓани со животот и делото на нашите поети, писатели и општотворци. Покрај овие активности, присутните имаа можност да ја проследат и изложбата на ликовни дела од литературно-ликовната работилница Инспирација Бели мугри, инспирирана и посветена на стихозбирката Бели мугри.